Христијан Мицкоски повика на опозицијско обединување в среда, за кога лидерот на ВМРО ДПМН најави граѓански протест поради поскапувањето на струјата. На власта и порача да не бара изговор дека во државната каса нема пари, ако имало, како што рече, милиарда евра за предизборен подкуп, 8 милиони евра за возила, тендери за колачи, додека народот живее на вересија, тогаш мора да се врати старата цена на струјата. Постои основано сомневање, индиција дека има политичко замешателство до регулаторно тело, кое што би требало да има своји автентични политики, да не објави оваа одлука пред изборите, затоа што тоа некој проценил дека ќе влијае на изборниот резултат, туку да сочека да завршат изборите и потоа да објави на шверцерски начин оваа одлука. Сега ВМРО ДПМН, коалицијата која што ја предводи, бара да се врати оваа одлука на преразгледување, да се намали маржата која што универзалниот снабдувач ја приходува во овој момент и на тој начин ќе имаме доволно пари за цената на електричната енергија да не биде поскапена за граѓаните. Според Мицкоски, ова е првиот протест од серијата во следниот период. Тој најави дека опозицијата ќе излегува секогаш со своји барања. Преку активен отпор на улица, лидерот на ВМРО ДПМН рече дека ќе се спротистават на власта, нарекувајќи ја мафија. Повика на обединување на останатите политички партии, невладини организации и граѓански здруженија, порачувајќи им дека мора да се борат за зачувување на државата, за систем на вредности. Денес за струјата глуми загриженост оној што ја поскапи за 100% и ја укина ефтината тарифа. Реагираа од СДСМ по најавата за протестот на опозицијата. Од партијата на власт велат дека протестите на Мицковски биле последниот обид за спас на неговата фотелја во Белиот дворец.